Добро вечер, Штипјани, добро вечер, мои другари и другарки, пријатели, сопартијци, сограѓани, добро вечер, упорни, разумни, храбри луѓе. Еве само неколку секунди сум пред говорницата, а веќе успеавте максимално да ме мотивирате. Веќе успеавте максимално да ме инспирирате. Бурната атмосфера која создавате изминативе неколку месеци. Позитивната енергија која едноставно зрачи од вас. Расположението, вербата што ги гледам во вас, ми даваат за право да на почетокот на мојот говор ви ја упатам следнава порака. Денес во вас гледам победнички менталитет. Денес пред мене гледам победници. Денес пред мене гледам победнички Штип. Можете ли само да замислите како во овие моменти се чувствуваат нашите политички противници? Во текот на вчерашниот ден се одржаа средба, митинг со граѓаните на плоштадот кој тие го уништија, плоштадот кој наместо гордост сега е срам за Штип. Тие се максимално убедени дека успешно си ја завршиле работата. Ама не ќе да е така. Мене не ми изгледа така. Мислам дека направиле грешка проценки и планови. Ама ајде овој пат ќе им простиме. Само се надеваме дека нема ние да им бидеме виновни, што тие не предпоставија дека денес Штипјани масовно ќе ја дадат својата поддршка за Социјалдемократскиот сојуз и Сојузот за еднината. Почитувани сограѓани, се чувствувам морничаво, празно, неисполнето, кога ми доаѓа помислата за ситуацијата во која се наоѓа центарот на Источна Македонија. Изминативе неколку години ветуваа се и сешто. Ништо не исполнија. За нас младите ветија многу проекти, темелите не им ги видовме. Ветија и летно кино, се уште го сонуваме. Ветуваат странски инвестиции и инвеститори. Од Субрата Рој во Охрид до катарски шеици. И знаете ли сега во овие моменти што ми дојде на памет? Па зошто не ни го донесат и Доналд Трамп? Човекот започнал да гради голф игралишта, ни треба овде во Штип едно игралиште, ние младите да можеме голф да играме затоа што освен во Америка да одиме, друго ништо нема што да правиме. Јас, а верувам и вие, сте длабоко убедени дека од оваа агонија, мизерија и сиромаштија, оваа неприродна катаклизма, може да не излече само Сојузот за еднината, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со ваков лидер како Бранко Црвенковски, со ваков кандидат за градоначалник, не кандидат, иден градоначалник на Штип, Здравко Коцев, можат само да ни завидуваат. Секој искажан збор за Здравко Коцев е излишен. Здравко Коцев е човек со дела за себе. Човек кој поседува многу позитивности, визионерство, разумност, успешност, упорност, амбициозност, храброст, решеност, решителност. Здравко Коцев е човек кој има замисла, човек кој има сон. На овој град да му даде европски изглед. Изглед со кој сите вие ќе се гордеете.
Почитувани сограѓани, за крај дозволете ми како млад социјалдемократ, како приврзаник на Сојузот за иднината, како дел од Сојузот за иднината, да им упатам една директна порака на нашите политички противници. Нема потреба повеќе да ја водите политичката кампања. Нема потреба повеќе да глумите народни луѓе. Нема потреба повеќе да ги трошите народните пари за безбројните рекламни спотови. Па победникот во Штип веќе се знае. На 24 март сите заедно, повторно собрани овде, достоинствено демократски, со гренати глави, ќе прославиме големата, убедлива победа, победа за нас, за нашата иднина, победа за Штип, победа за Македонија!